Добро вечер. Да, ова беше радио или радиоемисија, сигурно се викаше Радио Твоја. Добро дојдовте на Facebook подкастот на Твоја, емисија што и многу пофреквентно почна да се емитува на овој алтернативен медиумски простор. Вечерова во рамките на она што представува и дел од изборните столбови на Твоја партија, го имаме како главен гостин и презентер Трпе Стојановски. Што да кажеме за Трпе? Трпе е паметен полицаец. Едноставно, тој е професор на Факултетот за безбедност, меѓу другото предава и за полициска етика. Значи, ќе имаме многу и разговори околу етиката и дали е суштината на овој проблем, тој баш тој недостаток на етика, не само помеѓу припадниците на полицијата, туку општо недостаток на етика помеѓу професионалците во оваа држава. Што ќе ми кажеш ти за ова? Етиката е извонредно важен израз. Тоа е предмет кој што го предава во еден претходен период, меѓутоа етиката е проткаена во сите области на живење и особено на однесувањето на државните службеници и пред се полициските службеници. Меѓутоа, етиката има вредност која што треба да биде препознаена и таа да биде практикувана во секојдневното живење. Со право го употреби овој израз, меѓутоа, за жал, тоа е израз кој што најчесто може да го сретнеме во некоја книга, додека многу малку можеме да препознаеме примери кои што се поврзани со етиката. И всушност, етиката е директно спротивна од корупцијата или од подвиткувањето на законите кои што најчесто се практикуваат кај нас. И во таа смисла, етиката е извонредно важен инструмент кој што е поддршка на професионалноста. А професионалноста е еден од столбовите на Твоја, кој што има многу непосредна поврзаност со транспарентноста, со одговорноста, со отчетноста и со контролните механизми кои што треба да функционираат. И тоа претпоставам дека во разговорот што следи ќе биде тема за која што ќе можеме подиректно да разговараме, вклучително и преку примери кои што ги препознаваме денес во нашето секојдневно живење. Добро, тогаш да одиме и поред, иако во сите овие прашања пак ќе биде вткаена и етиката. Македонија, како и многу други земји, ја помина транзицијата и како и многу други земји се соочи со значителен пораст на корупцијата, значи ослабнување на она што некогаш се викаше систем и негово претварање во некаков вид на олигарско-мафијашка структура која што со некои конци владее со кој да е на власт. Значи, сето тоа се поврза и со партиите, затоа што тие се клучните играчи на овој политички простор и тие се воедно и законодавци и извршители. Дали мислите дека баш поради таа голема партизација на целиот систем ние сега живееме во ваков коруптивен проблем? Проблемот е повеќе слоен. Транзицијата која што споменавте, прашање е дали таа е целосно завршена кај нас. Меѓутоа се одрази со многу чести промени кои што се случува едноставно да се направат промени и да се напуштат вредностите кои што ги имавме со себе во претходниот систем. Меѓутоа проблемот е што нови вредности, особено нови квалитетни вредности не се направија. И ние сега ја плаќаме цената на
тој вакуум кој што, ако го поврземе со прашањето за етика, препознаваме дека етиката ја нема, таа е избркана. Меѓутоа, посериозен проблем е што и професионалноста е потисната од политиката, пред се од политичките партии, и се соочуваме со вредности кои што ни ги диктираат политичките партии, и ако тие вредности ги процениме преку поставеноста на граѓаните, како живееме денес, ќе видиме дека политичките партии се етикетирани како криминогени организации, голем број од нив, најголем број од нив, по повеќе основи. Политичките партии, она што не смее да го прават, а кај нас се одоматинија со тоа, е да бидат најголемите вработувачи на луѓе во државата. Тоа го создава клиентелизмот. Следен аспект е непотизмот. И тоа се прашања кои што директно се спротивни од професионалност. И кога имате такви вредности, во кои што секоја партија на власт е главниот работодавач, тогаш се поставува прашањето, а врз основа на кои критериуми се избираат луѓето кои што најчесто влегуваат во државните институции. И ако на денес, ако сакате да се вработите во државна институција, како граѓанин, многу тешко ќе успеете во тоа, бидејќи ја немате препораката на општинскиот штаб или на партијата или на лидерот, и сте осудени да живеете со она што преостанало во ова распарчено општество. Така што не случајно најголемиот број млади способни луѓе, едуцирани, си заминуваат надвор од земјата, каде што се соочуваат со поздрава конкуренција во однос на нивната екзистенција. Од таа причина партиите денес не смеат да прават вакви чекори, меѓутоа тие масовно го прават. Следен проблем кој што го прават партиите, тие се отворени за донатори кои што ќе ги поддржуваат партиските определби, меѓутоа најчесто партиите им се одолжуваат со тендери или со законски решенија кои што го штитат бизнисот на тие бизнисмени или олигарси, и тоа дополнително создава нездрава конкуренција. Проблемот е што овој процес метастазира, така што денес се соочуваме со огромна администрација, многу поголема отколку што е потребна на држава со 2 милиони граѓани, ако се и толку, и уште повеќе таа огромна бројка содржи и многу неквалитет. Значи, изгубени се принципите кои што се карактеристика за здрава демократија, за општество ориентирано кон пазарна економија, и ако ги видите државните институции денес, тие се пребројни, прескапи, многу се троми, не обезбедуваат квалитет, а сето тоа го плаќаме ние. Тоа се работи кои што мора да престанат. Бидејќи корупција не е само земање пари, но корупција е и подвиткување на законите. Ние досега имаме околу 5 или повеќе амнестии кои што се случија, кои што директно значат подвиткување на законите, еден вид ресетирање на состојбите, меѓутоа прашање е колку едно општество кое преферира да биде темелено на демократијата, на здравите односи внатре, може да издржи вакви процеси. Да, тука би било и моето следно прашање, значи не само што имавме амнестии, ама имаме разноразни незапочнувања, одложувања и заташкувања на веќе готови случаи кои не подпаднаа под ниедна амнестија. Значи зборуваме за неказнивост на некои ликови, одредени личности од висок профил, како што велите вие, во државата. Значи, целата таа реперкусија од оваа неказнивост на крај ја плаќаме ние. Тоа е дополнителен проблем кој што директно задира во професионалноста, меѓутоа задира и во вредностите на демократијата, на правната држава. Иако за неколку децении ние немаме осуден функционер кој што ја злоупотребил власта, оние политичари од висок профил, тоа говори дека имаме сериозен проблем во практикување на правото.
И тука се поставува прашањето дали имаме професионалци. Да, имаме во секоја професија, меѓутоа едноставно политиката е таа која што ја покрива или ги ја истиснува професионалноста и имаме решенија онакви какви што ќе се донесат во парламентот како договор на политичките партии, најчесто решенија кои што значат избегнување на острицата на правдата и праведноста, и од друга страна имаме ситуација во која што денес секој може да калкулира, вклучително и да влезе во криминални сделки или процеси, бидејќи на крајот најверојатно нема да биде осуден за тоа, а може да биде осуден некој што ќе изврши обично кривично дело и зад кого што не стои партиска поддршка, односно заштита. Тоа е сериозен проблем, бидејќи ова се процеси кои што ако не застанат, тогаш тие директно ја носат државата во натамошно спирално влегување во криминал и во корупција, и тоа се процеси кои што историјата покажала дека и многу поголеми империи, кога немаат администрација и кога професионалноста е потисната, едноставно исчезнуваат. Добра, но кај нас како да е жилаво тоа и како да е испреплетено сеедно која партија е на власт и кој ги поставил на тоа место така наречените професионалци. Значи, дали ние воопшто можеме да најдеме механизам да се справиме со тоа? Како друг пример, еве, да го насочаме, ние сме членка на многу меѓународни организации за справување со криминалот. Значи, ако Интерпол гони некој криминалец овде и треба да го затвориме, ние ќе го затвориме, а нашиве не си ги затвараме. Тоа е сериозен проблем во кој што државата декларативно ја изразува својата желба. Можам да потврдам дека активно учествува во подготвување на конвенции, на меѓународни решенија. Меѓутоа, проблемот е политичката волја која што најчесто се однесува на заштита на нашите. Така што следете што се случува во Македонија во изминатиот период. Може да се покрене постапка против некој кој што бил на власт во претходниот период. Меѓутоа, таа постапка едноставно нема завршница. Тоа говори дека институциите во нашата земја постапуваат до одредено ниво и едноставно потоа постапката запрема. Проблемот е во законски реченија кои што не се квалитетни и зашто одговорноста е директно во власта, извршната, законодавната секако, но и судската. Сето тоа не доведува до оној прв чекор, а како се избираат првите луѓе, односно најодговорните луѓе во тие институции. Ако за криминалот најодговорно е јавното обвинителство, тогаш имаме сериозен проблем со инструментите кога се избира републичкиот јавен обвинител и како се практикува власта понатаму. Имаме за жал случаи кога јавните обвинители, оние главните републичките државните обвинители, во голем број случаи ги препознаваме како адвокати на власта кога треба да ја заштити од криминал. И тука веќе немате вие решение. А полицијата која што исто така треба да го спроведува законот, за жал е инструментализирана во голем случај и интересите на власта преку министерот се практикуваат на начин како што тоа го посакува власта. За жал, професионалците немаат можност да го спроведуваат законот со интегритет. Проблемот е што еден од проблемите е што секоја власт, вклучително и актуелната, иако најавуваше, не изгради контролни механизми на власт. И кога еден функционер може да го практикува законот со голема дискреција, најчесто на начин на кој што тој сака, а не како што треба, и најчесто кога ќе се случи некој проблем, кога тој предмет ќе падне на суд, на некој од нашите судови или уште повеќе пред Европскиот суд за човекови права, ние немаме инструменти или немаме одговорност кај оној кој што
не секогаш наивно, многу често и смислено го прекршува законот, предизвикува штети кои што се плаќаат од буџетот, а за тоа нема одговорност. Значи тоа е сериозен проблем на кој што треба да се работи, бидејќи ако немате независен контролен механизам, тогаш немате ни спроведување на законот со интегритет. Тогаш имате проблем во кој што политиката се издигнува и го поклопува, условно кажано, и јавното обвинителство. Гледавме преку снимките и преку други механизми како политиката влијае и во институциите на судската власт, да не говориме за оние кои што се под надлежност на извршната власт. Тоа е сериозен проблем кој што едноставно покажува или сакаме да покажеме надлежните власти дека правиме реформи, а всушност се вртиме во круг. Тоа е простор во кој што не можеме да го смениме квалитетот на живење, не можеме да понудиме ефикасни алатки со кои што ќе се подобри начинот на живење и пред се ќе се бара одговорност од оние кои што се на власт. Тоа е сериозен проблем. Значи, реформите не може да се направат преку ноќ и не може да се направат брзо. Меѓутоа, проблемот кај нас е што ние на неколку години секогаш почнуваме со нов циклус на реформи, за тие набрзо да атрофираат и да немаме ништо како резултат кој што ќе може да биде препознаен и некоја идна власт да продолжи со надградбата од тоа. Проблемите се сериозни, меѓутоа клучниот момент повторно не води до политичките партии кои што функционираат на принцип на криминални организации, најчесто. Да, криминални организации, па и нормално е да тие се цело време во некаква спрега со олигархијата и јавна тајна е целото помагање со гласови за да после се помогне во некој тендер и кај нас всушност повторно се враќаме на непрофесионализмот и на тие контролни механизми што ги споменувате, бидејќи ние функционално не сме одговорни. Значи, во ниедна институција, па дури има и варијанти кога за крупни проблеми една на друга институција си ги префрлаат одговорности, како што се Министерство, јавно обвинителство, влада. Како и дали всушност, ако се воведе некој вид на професионална администрација, па таа професионална администрација би била и контролен механизам на тие партии во власт? Тука би се задржал на два аспекта. Првиот е, имаме голема нефункционалност на институциите, што подразбира и едноставно избегнување на одговорност. И во таква ситуација, многу често и од изјавите што ги слушаме, и од актуелните, уште повеќе од функционерите кои што беа во оној претходен 10-годишен период, каде што и тогаш, кога постапуваат неетички, вклучително и на линија на законот, многу често минувајќи од другата страна на законот, едноставно слушаме изјави со кои што тие го оправдуваат своето однесување. Значи, токму во тоа е апсурдот, каде што вредностите се запуштени до крај и каде што со такви изјави не знаете едноставно што понатаму. Еве денес или вчера имавме информација дека некаде во близината на Кумановско се уништени некои водопади. И оно што беше уште поинтересно, после тоа слушаме изјави од шумското стопанство кое кажува дека тоа не го направиле тие. Значи, во една ваква ситуација, најмалку што треба да се направи е да се утврди кој е сторител. Ако помалце вџачува објаснувањето на државна институција, која што вели ние не сме тоа, а тие се всушност надлежни да го заштитуваат законот, да го заштитуваат тоа богатство. И кога имате една таква прво истурена информација во јавноста, се постава прашањето каде живееме, како понатаму. Следно, имаме многу изјави од функционери, вклучително од текстото на Груевски и навамо,
Во еден период немавме пасоши, не можевме едноставно да дојдеме до патна исправа, што е граѓанско право на секој граѓанин. Дополнително, ако сакате да преминеме и на ситуацијата со пандемијата, кога за прв пат се воведе полициски час, тоа е ситуација што мора да се подготви. А ние слушаме изјави кои што се афирмативни во ситуација кога гледаме такви промашувања и пропусти и неподготвеност, кои што едноставно се прашуваме, а дали имаме државни институции кои што треба да се грижат за граѓани. Така што таа неодговорност, како што е перцепирана од странски експерти кои што работеле во Македонија, крајно голема нефункционалност или неодговорност на институциите поттикнува на потребата тоа да се смени. Како? Веројатно со реформи кои што Европската унија ги бара, ги очекува, ама Европската унија може само да помогне, не може таа да ги направи реформите и да ги постави работите на своје место. Кога имаме партии кои што во парламентот и неправото ќе го направат законска одредба. И она што е нивни интерес, а на штета на јавниот интерес, ќе го направат одредба која што им дава легитимитет тоа да го прават. Значи, еве ова што сега се случува и во делот на енергија од обновливи извори. И тоа е елемент кој што е во една дискреција или во рацете на мал број луѓе кои што може да ги прават тие работи, кои што едноставно се носат закони со кои што тоа може да го прават, а на штета на граѓаните во Република Македонија. Значи тоа се работи кои што се темелат на лоши законски решенија кои што мора да се надминат, меѓутоа за да се спроведуваат законите се потребни ефикасни алатки и уште повеќе контролни механизми. Значи, веројатно кога ќе почнат преговорите, работите ќе се сменат во еден дел. Меѓутоа проблемот е тоа што ние лошо учиме и веќе 3 децении правиме некакви половични реформи и повторно сме на некоја нулта позиција каде што ќе мора да тргнеме со нови реформи за да направиме реални промени во животот, промени кои што ќе се темелат на закони кои што ќе се спроведуваат со интегритет, закони кои што ќе имаат поддршката од мнозинството граѓани. Велиме, да, закони кои ќе имаат поддршката. Од една страна и немаме некои лоши законски решенија, од друга страна имаме закони кои што се направени да не чинат. На крај пак завршуваме на неизвршување ниту на едните, ниту на другите кои што се обично со краток рок и по некоја нарачка правени. Како во оваа земја во која што секој на некого му е братучет или се кумашински вржани или некоја сватовска линија постои меѓу нив, како во една така исповржана мала држава мислите дека може ова да се смени? Кога на крај би требало, според сите калкулации, да од секој семејство барем по еден отиде у затвор, во просек. Видете, Македонија има 2 милиони жители, меѓутоа има 100 други држави кои што се помали од Македонија. И меѓу тие помали држави ќе најдеме пример на држави кои што многу квалитетно функционираат. Значи, прашањето, може би во помалите држави може и многу подобро да се уреди законите да функционираат со интегритет, ако ние сме подготвени и ако власта има искрена желба да ги спроведува законите. Така што првиот и би рекол клучен момент кој што треба да доживее промена е промена на свеста во политичките партии, промена на правилата по кои што треба да работат политичките партии, бидејќи во сегашна ситуација она што го имаме е како мачката кога си ја брка опашката. Во таква ситуација немате напредок. Значи, правила кои што значат да не може политичките партии да се финансираат со нејасни средства, да не може политичките партии за она што го прават да не одговараат, вклучително и носителите на врвната власт на највисоките функции во политичките партии.
Од таа причина е потребно дотерување на регулативата, каде што одговорноста на политичките лидери ќе биде многу поголема за исто кривично дело од било кој друг граѓанин во нашата земја. Така што, она што е залагање, праксата тоа го потврдува во повеќе случаи, е дека секој оној кој што е повисоко на скалата, на политичка функција, на политичка власт, да има и поголема одговорност ако се докаже дека го прекршил законот. За да се докаже дека го прекршил законот, ни требаат институции со интегритет. Институции кои што нема да бидат преполни со политички симпатизери или поддржувачи, но граѓани кои што ќе бидат избрани да си го одработат својот дел и затоа да добијат коректна плата. Веројатно поголема од она што ја земаат сега, под предпоставка ако администрацијата се сведе на број и обем кој што и треба на 2 милиони граѓани. Така што предизвиците се големи, особено ова пренатрупување на државната администрација, кое што во континуитет се случува, и тоа само по себе е корупција. Корупција. Еве, како шлагворд во следно прашање, ако може од режија да ни го пуштат спотот за корупција. Ево го да иде. Ние како мала партија со помош на волонтери се потрудивме па направивме неколку спотови. Еден од тие ќе го видите сега. Дали веруваш во вирусот корупција? Се шири побрзо од било кој друг вирус. Ги напаѓа оние со слаба совест и предизвикува секундарни инфекции и колапс на сите државни системи. Како да се заштитиме? Да научиме да ги препознаеме симптомите на корупција. Да изградиме колективна свест. Да држиме растојание од пари со сомнително потекло. Да влегуваме само во чисти сделки. Да ги ставиме во изолација болните од корупција. Веруваш дека постои вирусот корупција? Одлуката е твоја. Зборуваме за перцепција на овој вирус корупција. Многу луѓе, исто баш како и со вирусот COVID, велат дека тој не постои, а тој колку постои и знае да направи пеља таму кај што најмалку треба. Дали, еве имавме негативно искуство со СЈО, кое што требаше да биде една таква независна институција со малку зголемени плати, со експерти кои работат и која што на крај неславно заврши. Дали тоа значи дека повторно не би требало да се обидуваме да направиме нови некои такви обвинителства, судови, специјални, и дали е тоа патот? Сериозен е проблемот кога имате формирање на нова институција која што треба да го гони криминалот покрај веќе постојна институција. И уште повеќе кога ќе видите после некое време дека таа нова институција која што имала конкретен мандат едноставно се прекршува и се распаѓа. И тоа е дополнителен удар на концептот на владење на право како се практикува во нашата земја. Така што не случајно го споменав во моментот на нетранспарентност на политичките партии, за тоа како се финансира, уште повеќе за тоа како политичките партии се обидуваат да го заштитат своето членство, она кое што е влезено во криминал и кое што едноставно говори за поврзаност на власта со криминалот, кое што во криминологијата и во криминалистиката се изучува како криминал на белите крагњи. Така што, кога имате ваков пример,
се поставува прашањето, а како понатаму против криминалот? Значи, интегритетот е скршен, го нема, и како да се продолжи понатаму? Веројатно, во осмислување на нови чекори, се потребни решенија кои што ќе го издржат тестот на потреси кои што реално се случуваат во секоја земја, вклучително и во нашата. Значи, повторно, приказната се враќа назад. Интегритет во политичките партии, политичарите кои што влегле во зоната на криминалот, нема што да бараат и понатаму во политиката, институциите кои што треба да го спроведуваат законот, да имаат јасен мандат и дополнително да го јакнат својот интегритет. Меѓутоа, тоа е процес кој што едноставно треба да се дистанцира од политичките партии. Од друга страна, тоа подразбира политичарите да се грижат за граѓаните, да работат за интересот на граѓаните, да бидат транспарентни и тогаш кога ќе се случи некој од политичарите да влезе во зоната на криминалот, да се практикува концептот на јавна одговорност, на оставка од позицијата која што ја правел, бидејќи се случил проблем. Ако ги немаме овие инструменти, ако предметот го преземе нашето обвинителство, бидете сигурни дека веројатноста да има ефективна судска пресуда е многу мала. Значи, проблемот е повеќе слоен, бара подготвеност и секако контролни механизми кои што ќе бидат ефективни. Кај нас ниту една власт досега не изгради контролни механизми. Тоа подразбира дека власта, дека онаа партија која ќе освои власта, заседнува во удобните столчиња на власта и она што го зборела за контролни механизми, едноставно се обидува да го растегне и да не направи такви механизми. Бидејќи таа ќе може да биде комотна и едноставно да нема одговорност, вклучително и тогаш кога прави профит на нелегитимен начин, на неетички начин, вклучително и тогаш кога ако по некоја причина се поведе постапка, таа да нема завршница, затоа ни говорат случаите од минатата деценија, примерот со Телеком, со Окта во некој претходен период, поново време е рекет и така натаму. Значи, тоа само говори дека проблемот со корупцијата и криминалот е директно поврзан со политичките партии, бидејќи тие неќе да се откажат од привилегиите што ги имаат и од лукративноста, односно од можноста, додека се сега на власт, да профитираат за својата партија и за себе. Добро, имаме и прашање од наши следачи. Значи, првото е од Гоце Танасковски за професионална администрација, дали треба да се забрани административците да бидат членови на партија. Значи, ова ќе го прашав исто така и јас, мене лично ме интересира дали е возможно да се направи механизам кој што ќе забранува членови на партија да бидат на одговорни функции во јавна администрација. Знаете што, ова е интересно прашање и примерите во државите се различни. Меѓутоа и државите се многу различни. Например, во Германија, членството во политичка партија на државните службеници, например на полициските службеници, не е забрането. Меѓутоа, во Германија постојат силни традиции и етички вредности во кои што се знае оној што го спроведува законот, како тоа треба да го прави. И политичкото влијание е тргнато на страна. Кај нас во еден период исто така се водеше повеќе сметка за државните службеници да бидат државни службеници, а не и членови на политички партии. Меѓутоа преовлада впечатокот дека и државните службеници може да бидат и членови во политички партии. Но сето тоа кај нас попреми елементи на карикатура. Така што ние сме во овој момент се уште прилично лош пример кога ќе говориме за партиското членство и извршување на државна функција. Она што го пишува во книгите и што сакам гласно да го преферирам, како мој став, е дека во органите на
извршната власт, политички фигури може да бидат министерот и заменик министерот. Во краен случај тоа може да биде и државниот секретар. И тоа да биде крај на политичко членство меѓу државните службеници. Но последниве години живееме во процес кој што е во обратна насока, и тоа не би било проблем ако ние имаме изградено вредности за тоа како треба да го практикуваме законот и дека мое партиско членство кога сум во државна институција треба да биде мојата лојалност кон законот и ништо повеќе. За жал, она што го гледавме и преку бомбите и во многу процеси, вклучително и денес, ова што се објавува сега, помеѓу некои од партиите, најчесто, говори дека политизацијата е влезена во длабоки пори на државните институции, а тоа само говори за атрофираност на државните институции. И бидете сигурни дека една ваква, би рекол, контаминација на државните институции пред се со политичко влијание од надвор, негативно им служи на државните институции и не треба да очекуваме некој ефикасен сервис од нив. Ситуацијата во Македонија е дополнително посложена или покомплицирана и со, условно кажано, Охридскиот рамковен договор, кој што беше решение за состојбите, меѓутоа начинот како тој се практикува, всушност нуди само дополнителни решенија кои што се во дополнително оптоварување на државната институција за сметка на квалитетни решенија. Добра, имаме јас уште прашање, но имаме уште едно прашање од Светлана. Дали постојат земји за кои што вие знаете дека кои што биле во слична состојба како Македонија и каков начин тие пронашле да изготват реформи со кои на крај би се интензивирал развојот, да е подобрена правдата и да е постигнат сеопфатен просперитет? Значи, секако дека имало држави слични, многу од нив подобри, некои полоши од нас, во начинот како се практикува спроведување на законот. Меѓутоа, она што беше шанса за нашата земја и што не се направи, е квалитетни реформи кои што ќе доведат до, условно кажано, гарантирани резултати со партнери од Европската Унија. Тоа не подразбира немоќ да се влезе во реформите и да се дојде до крај. Бидејќи, кога правите реформа, очекувањата мора да бидат реалистични и дека во поголем дел реформите завршуваат и неуспешно. Меѓутоа, не е трагедијата ако една реформа заврши неуспешно, ако се направи исчекор напред. Проблемот кај нас е што ние секогаш правиме нови и нови реформи и сме таму каде што сме, на многу ниско ниво. Значи, не случајно, бариерите со кои што се соочи Македонија во октомври минатата година, во однос на отпочнување на преговорите, подразбира и промена на методологијата со која што Европската комисија ќе ги отпочне преговорите со нашата земја и со Албанија. Тоа од една страна ја подигнува одговорноста или ја бистри одговорноста на актуелната власт, која што, ако не биде успешна во делот на реформите, тоа ќе биде оценето како неуспех и на власт. Тоа може би требаше да се направи и порано, пред се од нашите граѓани, бидејќи ние се соочуваме сега со кампања во која што слушаме вакви и онакви ветувања. Проблемот е што многу од партиите лажат сега. И проблемот е што, меѓутоа, проблемот е што тоа се случило и претходно. И пред некој период во една колумна на професорот Денко Малевски имаше една интересна и би рекол поучна приказна. Ако некој ме излаже, срам да му. Меѓутоа, ако тој и повтор пат ме излаже, срам да ми е. Тоа се работи кои што треба да ги разбереме и едноставно да процениме кој е тој кој што може да сугерира квалитетни решенија и да дојде до тие решенија. Значи, партија, структура, која што реалистично
може да понуди решение и да дојде до успешно или да се обиде сериозно со искрена волја да дојде до успешно решение. Сите тие чекори ќе бидат позитивно вреднувани. Ако продолжиме како и до сега да ги слушаме ветувањата и повторно да бидеме извесани, тогаш и после некое време ние или некои од нашите наследници ќе ги констатираат истите состојби. Меѓутоа, ја губиме трката со времето. Тоа се сериозни моменти за кои што треба сериозно да се размисли и да се инвестира во оние партии, во оние структури кои што реално може да го направат тоа што го ветуваат. Кога зборуваме за партии, по прашањето, кога зборуваме за партии, еве и ние сме дел на она што веќе почнува да се нарекува трет блок или трета опција. Верувам дека има и други од новоформираните партии кои што настапуваат и со слични идеи како нас. Дали еден пат кон департизација можеби би бил и пат во кој на обединување на сето она што се нарекува трет блок и доаѓање на власт на сосема нови луѓе? Департизацијата е во моментот би рекол еден убав посакуван сон. Ако ги читаме книгите, ќе видиме и многу успешни решенија ако се тргне по тој пат. Меѓутоа се плашам дека нам ќе ни треба повеќе сила едноставно да го завртиме замаецот и да тргнеме во тој процес, бидејќи департизацијата подразбира процес спротивен на многу од сегашниве работи кои што се случуваат и во моментот и наназад во изминатиот период. Департизацијата подразбира поголема неутралност, што директно ќе ја подигне свеста и одговорноста, вклучително и во однос на законот, на почитување на законот и секако чувство на одговорност ако некогаш се прекрши законот. Да се разбереме, законите се носат, меѓутоа за да ги регулираат процесите во државата, да го подобрат начинот на живење и секако да предвидат одговорност за оној кој што нема да ги почитува. Но и законите се кршат. Гледаме, тоа може да биде и поединец и лице на највисоко равниште. Меѓутоа, во демократското општество е многу важно да се види дека има систем кој што се активира кога ќе дојде до кршење на законот. И тој систем подразбира индивидуално оценување на проблемот, на прекршокот, на казненото дело и утврдување процедура пропишена со закон соодветно на околностите, на тежината на тој прекршок, односно казнено дело. Ние сме премногу далеку во овој момент од оваа состојба и затоа можеби појавувањето на новите партии во добар дел се темели и на таа излитеност или едноставно изгубено време во состојбите што ги имавме досега и можноста да се побара ново решение. Верувам дека поголем број од новите партии се позиционирани во тој правец, секако оние кои што немаат багаж позади себе, и тоа се работи кои што како граѓанин сериозно би ги анализирал кога ќе треба да одлучувам кому да го посветам мојот глас. Околу посветувањето на гласот кој што на крај и сепак одлучува, како да се натераат политичарите да делуваат во јавен интерес? Значи, да делуваат за еден безбрижен живот, например, граѓаните да живеат подобро. Како да таа одговорност ја прифатат еднаш за секогаш? Веројатно има повеќе начини како да се притиска оној кој што претендира да освои власт и да биде одговорен за тоа. Како општество, како граѓани, имаме многу алатки на кои што треба да продолжиме да притискаме и од таа причина е многу важно во политиката
да влегуваат луѓе кои што немаат багаж кои што ги влече надолу. Потоа, политиката, односно партиите кои што ќе влезат во собрание, да се грижат да донесуваат квалитетни закони во интерес на граѓаните, а не во интерес на поединци. Потоа, кога ќе влегуваат во институциите на власта, тие самите да се обрзуваат на изјава или ветување дека ќе го спроведуваат законот на најдобар можен начин. Така што, ако дојде до прекршување на таа норма, тука не треба да се очекува некој да покрене постапка, но таа подготвеност која што ја изјавиле како гаранција да биде доволна да се активира за нивно повлекување од позицијата која што ја има. Секако дека тоа не е доволно. Говоревме за институциите кои што имаат контролни механизми. Тука пред се мислам на секое министерство, особено на министерствата кои што се задолжени за спроведување на законот во делот на правдата, каде што еден од моментите, овој кој што го споменавте, департизација, да се настојува да се афирмира тој процес што повеќе, но за тоа ни требаат и контролни механизми. Граѓанското општество кое што, ако го гледаме пример, 2015 година, кој што ја утврди состојбата, диагнозата и понуди решенија, 5 години после пример, може да констатираме дека не сме направиле исчекор напред. Каде? Во реформата на безбедносните служби се направи нешто што ќе одговори, ќе го задоволи Брисел во моментот да се каже дека се направени реформи. Ние немаме квалитетни реформи во она што го побара, што го диагностицираше при. Така што проблемот треба да го бараме кај контролни механизми, институции кои што се подготвени да го спроведуваат законот за интегритет. Ако кај нас политичките лидери, уште повеќе највисоките носители на власт, и кога ќе бидат повикани на разговор кај јавниот обвинител, и тогаш кога има основ на сомневање и уште повеќе основи на сомневање дека е сторено кривично дело, приказните завршуваат со тоа дека нема доволно елементи за гонење на криминал, дека нема сериозни околности поради кои што треба да се гони криминал, и тука не очекувајте промена. Значи, институциите мора да научат дека законот мора да се спроведува и за тоа да има одговорност. Ако нема одговорност, ние повторно на оваа тема ќе разговараме во околности какви што ги имаме сега, во случајот неубави околности. Значи ли тоа дека треба конечно и судии да земат своја одговорност, односно да видиме обвинение против некои судии за кои што е докажано кривично дело? Значи, одговорноста мора да биде за секој оној кој што го прекршил законот. И таа одговорност да се вреднува. Што повеќе, што повисока позиција во иерархијата на власта, на судската власт, на обвинителската, на извршната власт, на законодавната, тоа мора да ефектира и со повисока казна која што ќе биде изречена. Значи, ние имаме одлични професионалци и меѓу судиите, и меѓу обвинителите. Моje мислење е дека порано имавме повеќе професионализам во овие институции, но едноставно тој професионализам кој што постои да мора да се стимулира и понатаму. Политичките решенија нека останат во политичките партии. Ако политичките решенија се наметнуваат непотребно во обем поголем отколку што може тоа да го консумира држава која што преферира дека е демократска, тогаш веќе имаме деформација на тие решенија и секако дека ќе имаме одлуки кои што и тогаш кога треба да има казнена одговорност ќе бидат ослободителни или ќе едноставно ќе бидат прегазени од времето, ќе застарат. Тоа се многу лоши пораки кои што се упатуваат кон граѓани. Постои, кога веќе зборуваме за загрозена безбедност, баш поради партизација и на самата безбедност, во време кога секој секого снима,
Значи, кога дури и основните човечки права се загрозени, се вртат разноразни неавторизирани снимки, трендот е дека тоа ќе се прави се повеќе и повеќе. Мислите ли дека ние и за тоа каскаме со нашата законска регулатива? Ова е интересно прашање, кое што за жал се поврзува со нашата реалност и кое што повторно го поврзувам со моментот дека главни генератори на овие криминални состојби се политичките партии. Кратко, ако имавме период од 10 години во кој што институцијата која што е задолжена за безбедност се јавува како генератор или како монструм за вакви злоупотреби на власта, тогаш веројатно беше неминовно тој концепт на криминално однесување да биде деконспириран со механизмите кои што ги имавме, со бомбите кои што беа обезбедени и кои што беа презентирани во јавност. Бидејќи многу од елементите кои што ги практикуваше тогашната власт беа во нејзина полза, таа се заштитуваше, таа неправото го правеше норма законска и како такво го спроведуваше. Меѓутоа, проблемот е дека кога ќе тргнете во тој процес, едноставно станувате и самите зависни од тие процеси. Така што новите технолошки решенија кои што се случуваат, едноставно ги имаме и тие се, она што го имаме денес во Македонија, мислам дека е еден од екстремните случаи во кои што тие прислушкувани разговори, незаконски, се објавуваат во етер. Моја проценка е дека треба да бидеме подготвени и дека тој процес ќе продолжи, иако не сум среќен со таа оценка, бидејќи тоа е еден од ефикасните механизми или алатки кои што ги практикуваат политичките партии, за да и се осветат на другата страна. Но во целата таа ситуација страда и граѓанинот. Човековите права во некоја општа генерална смисла, дека секој од нас може да биде третиран на таков начин и во даден момент да дел од тие информации бидат излезени во етерот. Поентата е, ние треба се вратиме назад, каде што законските решенија кај нас не се лоши во овој момент. Бидејќи во еден претходен период, кога Управата за државна безбедност имаше монопол, многу над стандардите кои што ги практикуваат другите соодветни служби во другите држави и дозволуваше на службата да има огромен пристап до информации, во случајот што го видовме и информации кои што не смее да ги имаат, да ги поседуваат, дури да имаат и законска заштита за тоа. Но таа злоупотреба ги надмина тие мерила и отиде до крајност која што е едноставно тешко да се разбере. Прашањето е како да се вратиме назад сега, да се спуштиме во реалноста и да бидеме свесни дека новите технолошки процеси и алатки треба да бидат во функција на развој, на позитивни работи. Ја спомнавте етиката на крај. Каде е етиката тука? Така што едноставно живееме во процес во кој што на најлош начин ги практикуваме овие состојби кои што ги нуди технологијата за компрометирање, за едноставно омаловажување на другата страна, за жал во многу случаи и за граѓани кои што не се должни да едноставно да бидат отцрнети на ваков начин. Бидејќи последиците од ова ново оружје или нови алатки кои што се појавуваат може да бидат многу сериозни и да имаат влијание во многу насоки, за жал, едноставно не може да се браните од ако бидете идентификуван како цел на објект на напад во една ваква ситуација. Добро, во врска со повторно се враќаме на полицијата, имаме прашање од гледач.
Кое до сега ни една, Иван прашува Атанасовски, до сега нито една гарнитура не се потруди да ја професионализира полицијата. Што твоја мисли или планира на таа тема во однос на полицијата? Значи, полицијата е важна институција во државата, која што има надлежност, која што во добар дел се разликува од било која друга институција, особено кога треба да применува средства за присилба. Меѓутоа, таа специфичност кај полицијата се однесува и во етичко и квалитетно спроведување на законите. Што твоја ке направи во тој процес? Не само кога е во прашање полицијата, но и пошироко. Враќање кон критериумите кои што треба да се почитуваат од моментот на избор на полицискиот службеник или вработените во Министерството за внатрешни работи и создавање претпоставки за развој во кариерата врз основа на заслугите. Така што немате друг начин освен воспоставување конкурс кој што ќе биде објективен, а не конкурс кој што ќе биде спроведуван на начин како што тоа го сака партијата на власт. Конкурс кој што ќе биде транспарентен и каде што процесот на напредување внатре во организацијата ќе се темели на годишни оценувања и вреднување на секој поединец и соодветно на тоа можност да напредува на следно повисоко равниште во институцијата. Секако дека во таа ситуација е многу важно создавање на ефективни контролни механизми, оние кои што се идентификувани и во извештаите на Европската комисија за нашата земја и во извештајот на Приве, кои што во еден дел тргнаа, меѓутоа гледаме дека граѓанскиот надзор, кој што мора да биде составен дел на овие инструменти, и во областа кога станува збор за контрола над пресретнување на информациите или прислушкувањето, и во делот на контрола над полициските службеници, која го прекршиле законот, граѓанскиот надзор кој што е препознаен, за жал, не е внатре или не е интегриран во решенијата кои што треба ги имаме. Тоа повторно не враќа на одговорот дека политичките партии и особено некои од одговорните лица во институциите, во државата, не сакаат да имаат контрола од овие механизми. Значи, повторно отсутствува политичката воља. Ако инсистираме на квалитетни промени, твоја партија ќе се залага за воспоставување на вакви инструменти кои што ќе функционираат со интегритет. И уште едно прашање за крајот, бидејќи ни се ближи крајот на емисијата, имаме уште едно прашање од наш следач, а тоа е дали сметате дека со директно избирање на актерите на овие контролни механизми, но и на главните актери во обвинителството и судот, може да дојдеме до поквалитетни решенија во јавната администрација? Значи, она што нам ни треба како општество е објективни, отворени конкурси на кои што ќе се избираат најдобрите кандидати. Во голем број случаи, праксата покажа дека тоа е правено според сценарио на оној кој што има власта. Ни треба републички јавен обвинител со интегритет, кој што ќе се избере во конкурентна постапка, а најчесто кај нас тоа досега не било случај. Ни требаат раководни луѓе во институциите, кои што ќе се избираат врз основа на заслуга и на резултати кои што ги постигнале наназад, а голем број од случаите, не говорам само за она што е денес, но и еден период наназад, ни покажува дека имаме такви импровизации во институциите, во дипломатијата, во едноставно одборите кои што се оние управни одбори и така натаму, кои што само говорат дека објективноста ја нема
интегритетот исто така, но имаме механизми кои што говорат за кои што едноставно ослободуваат голема реа на валканост, што не е ништо друго освен корупција. Добро, многу ти благодарам, Трпе, за оваа емисија. Гледаме и дека беше гледана, не знам дали стигнав на сите да им одговорам кои што пратија прашање. Му благодарам и на Виктор за неговата дигитална асистенција во сето она. А сите вие што не следите, може да не гледате во понеделник со еден поширок состав од твоја. Ќе биде интересен подкаст за гледање со повеќе фаци од нашата мала организација. Чао! Ми беше задоволство, пријатно. Училиште за корупција. Потплатуваме за тендер. Го добиваме тендерот и градиме со половина од парите. Миле не знае да прави шахти, но ќе заврши работа. Гледајте асфалтот да дотрае до следните избори. Тендерот мора да се заврши додека се нашите на власт. Ова ни се случува секој ден. Сакаш ли ова да продолжи? Одлуката е твоја. На 15-ти заокружи 15. Може и на тераса, плюс треба да запалиш. А?